Драги ученици, добре дојдовте во денешнава училница на час по македонски јазик за второ оделение. Јас сум наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробиштип и денеска ќе научиме како да дополнуваме испуштени букви или гласови и како да дополнуваме испуштени зборови во реченици. Ќе подготвиш твојата тетрадка по тесни и широки по македонски јазик и твојот училишен материјал. Ајде да видиме сега што гледаме на овој слайд. Гледаме измешани гласови или измешани букви. А да се потсетиме што беа тоа букви? Буквата е знак за одреден глас. Еве, оваа буква, например, е буквата Е. Таа е ознака или знак на гласот Е. Н се пишува со овој знак или оваа буква. О е како крупче и ова е Б. Буквите се знакови на гласовите. Ајде да видиме сега од овие измешани гласови К, О, Б, А, Л. Овде имаме Е, Н, О, Б. Овде О, С, Ц, Н, Е. А, Л, Е, П, Ч. Дали ова алепч ви кажува нешто? Дали е ова збор? Или осенц? Не. Но, ако кажеме небо, тоа е веќе збор. Гледате дека зборот небо е сочинет од овие букви или гласови, но тие се подредени правилно. Ајде да видиме како ќе звучи зборот. Овде сонце, од овие гласови е зборот сонце. Овде ќе биде облак и овде нормално пчела. Ова треба добро да го запомтите. Повеќе правилно подредени гласови прават збор. Во зборовите, секој глас треба да е на свое место. Доколку еден глас ни фали, веќе ќе добиеме некој збор што нема значење. Еве, соце. Ако кажеме соце, тоа е нешто сосема друго од сонце. Или пела е ако гласот Ч го испуштиме, нема да биде пчела, ќе биде пела. Затоа ќе внимаваме при пишувањето да не испуштаме гласови или букви. Сега ќе ви прочитам една реченица да видам дали ќе ја сватите. Еден сонев де пелие ета о цвт на цет. Нешто е чудно? Разбравте нешто? Секако дека не разбравте. А овде лијата беш зелна и цетна. Ниту овде ништо не разбираме. Зошто не разбираме? Затоа што во оваа реченица имаме зборови во кои што недостасуваат гласови. Вистинските реченици треба да изгледаат вака. Еден сончев ден пчелите летаа од цвет на цвет. Ајде да видиме во кој збор, кој глас е испуштен. Еден треба да биде еден. Овде, значи, сме го испуштиле во првата реченица гласот Е. Кај сонев е испуштен гласот Ч и треба да биде сончев. Де еден. Му недостасува гласот Н. Пелие, дури два гласа се испуштени. Пчелите, Ч и Т. Етаа треба да биде летаа. О е од, цвт е цвет на цет. Цвет, тука е испуштен гласот В. А овде ливадата беше зелена и цветна. Ке ве оставам сами да ги пронајдете грешките кои гласови биле испуштени во првата реченица. И знам дека точно ја решивте оваа задача, но запомтете, секој глас треба да биде на своето место. Сега во вашите тетрадки ќе ги запишете овие зборови. Сликичките ќе ви помогнат да одредите за кој збор станува збор всушност и да ги дополните испуштените букви. Ова треба да биде риба, а не рба. Ова е торта, тигар, снешко.
Ви оставам 5 минути за да ја завршите оваа задача. Ајде да видиме дали точно сте ја завршиле. Кај риба недостасува гласот и доколку е точно, ставете си знак за точно. Кај тигар недостасуваат, тоест кај торта недостасува Т и уште едно Т. Колку гласови има зборот торта? 5. Одлично. А кај тигар недостасува и на крајот Р. И зборот тигар е составен од 5 гласови. А кај Снешко недостасува Н и Ш. Зборот Снешко е составен од 6 гласови. Овде имаме малку подолги зборови. Но знам дека добро ќе се снајдете и во оваа вежба. Препишете ги овие зборови и надополнете ги со испуштените гласови. Сладолед, гасеница, ластовица и хеликоптер. Сигурна сум дека успешно ја заврши и оваа задача во твојата тетрадка. Ајде да се провериме. С, Л, А, Д, О, Л, Е, Д. Колку вкупно гласови има овој збор? Сладолед. 8. Одлично. А гасеница? Што е испуштено? Г, Н, Ц, Г, А, С, Е, Н, И, Ц, А. И овој збор е составен од 8 букви или гласови. Ајде да видиме кај ластовица. Л, А, С, Т, О, В, И, Ц, А. Овој збор има колку букви? Така е, 9. А зборот хеликоптер, Х, Е, Л, И, К, О, П, Т, Е, Р. Да изброиме колку гласови има овој долг збор? 10. Одлично. Доколку точно ја заврши оваа задача, ти си супер. Сега ќе ви прочитам една друга ситуација. Пчелите весело на ливадата. Дали ја разбираме целосно оваа реченица? Оваа реченица е недовршена. Не ни искажува една мисла што ние ќе ја разбереме. А знаеме дека реченицата беше целина која што искажува една завршена мисла. А овде сонцето силно. Што ни кажува ова? Нешто е испуштено. Во речениците имаме испуштени зборови. Ајде да видиме како треба да звучи правилно првата реченица. Пчелите весело летаа на ливадата. Значи, летаа е оној збор што беше испуштен во првата реченица. А втората? Сонцето силно грееше. Сега веќе имаме реченица што ни искажува една завршена мисла. Запомни, секој збор треба да биде на своето место. Сега имаме вежби. Исто под вашите тетрадки ќе ги запишете овие зборови во кои што недостасуваат по неколку гласови. Ќе ги надополните точно. Сликичките ќе ви помогнат. Првиот збор е ракета, вториот баскет, третиот лист, четвртиот паста, петиот е дете и последниот е птица. Ви оставам 5 минути да ја завршите оваа задача. А сега правиме проверка. Ракета. Ракета е составен од 6 букви. Баскет исто така од 6
букви или гласови и правете проверка дали она што сте го напишале се совпаѓа со ова што е на слайдот. Лист, збор составен од 4 букви. Паста има 5 гласови, дете има 4 и птица има 5 гласови. Еве ги со црвена боја испуштените. Добро направи проверка. Ако ти се точни зборовите, стави си знак за точно, а ако не, направи корекција. Се надевам дека успешно ја заврши оваа задача. Ајде да видиме што недостасува овде. Сината се отвори. Што мислите? Кој збор недостасува? Така е. Сината, како треба да биде? Сината врата се отвори. А во другата реченица, фоката држи на носот. Кој збор недостасува? Одлични сте, топка. Ајде да формираме правилна реченица. Каде ќе стои зборот топка? Фоката држи топка на носот. Одлично. Свињата во тиња. Кој збор недостасува? Што прави свињата? Се валка. Одлично. Свињата се валка во тиња. А ранецот е полн со. Кој збор недостасува? Книги. Одлично. А ранецот е полн со книги. Сега сум сигурна дека добро разбра како треба да надополнуваш испуштени зборови. Застани го видеото и препиши ги овие два примери. Свињата се валка во тиња, а ранецот е полн со книги. А потоа, откако ќе ја завршиш својата училишна задача, ќе те оставам твоето домашно да ти биде домашно за уживање. Нема да пишуваш во твојата тетрадка, туку ќе го користиш твојот смартфон или твојот компјутер. Доколку сакаш на смартфон да ги решиш овие електронски наставни листови, ќе ги скенираш овие 3 кодови. Секој код има различен наставен електронски лист. Доколку пак сакаш да ги проследиш на компјутер, ќе треба да го запишеш овој линк. Првата вежба е изброј гласови, изброј зборови или состави реченици, а втората и третата се дополни испуштени букви. Еве јас ќе ви покажам сега како тоа треба да го сработите и ќе ве оставам со уживање да ја завршите вашата задача. Еве, јагода треба да додадеме, значи, кој глас? А, Г, О, Д, А. Ќе внимавате вашата тастатура да биде со фонт на македонски јазик, значи со кирилични букви. Овде ни недостасува С, па О, па Н, Ц, Е. Така ќе ги завршите сите овие зборови и на крајот кога ќе кликнете на Finish или заврши, ќе ви се покаже точниот одговор. Еве јас бидејќи само 2 напишав, затоа имам 2 бодчиња од вкупно 10, а вие треба да бидете 10 од 10. Ве оставам да си ги завршите вашите задачи. Се надевам дека ќе уживате.